Добро како за кризна година, без некои брилијантни успеси, но најдобро што може да се извлече од дадените услови. Вака ја коментираат изминатата 2022 година градоначалниците од Југоистокот. Без поголеми задолжувања, со враќање на дел од напластените долгови и солидна реализација на буџетите на поголемиот број општини. Според радовишкиот градоначалник Ацо Ристов, направени се многу кратења за да се реализираат предвидените проекти. Она што е најголемиот бенефит што успеавме да граѓаните и покрај сите овие притисоци ние не направивме зголемување практично на ниедни цени на комуналните услуги. Што успеавме и покрај тоа што имавме огромен притисок од сите страни, јавните претпријатија беа пред затварање, со блокирани сметки ќе ги донесевме, меѓутоа успеавме да го пребродиме и тоа. И струмичкиот градоначалник Костадинов смета дека 2022 година поминала солидно. Вели дека не се откажале од инвестициите, иако поскапената електрична енергија им изеде сериозни пари од буџетот. Важно е да бидеме сите свесни дека се наоѓаме во една сериозна економска енергетска криза, особено од фактот дека од ноември почна поголемите сметки за електрична енергија. И тоа го спомнав и на седницата на Советот, кога кажав дека треба да бидеме повеќе од задоволни во однос на реализацијата на буџетот за 2022 година. Зошто? Затоа што имаме реализација на буџетот на приходниот дел од 81%. Задоволен е и градоначалникот на руралната општина Василево Славе Андонов. Тој потенцира дека општината затекла долг од околу 1,5 милион евра и блокирана сметка, но почнале полека да намалуваат од долговите. Во наредниот период ќе продолжиме на стабилизирање, бидејќи се уште општината е блокирана и долгот имаме намалување од околу 15 милиони денари, значи вратив долг од денот кога ја презеда функцијата над 15 милиони денари. Се надеваме дека со одредени финансиски мерки и инструменти што ни стојат на располагање, ќе успееме идната година да ја деблокираме со цел да реализираме уште повеќе проекти, велам уште повеќе бидејќи и со во ваква ситуација општина Василево реализираше голем број на капитални проекти. Во просек, сите 10 општини од Југоистокот успеаат да реализираат околу 80% од буџетот за 2022 година.